Прва тема во овој дневник е пчеларство, односно како климатските промени го земаат данокот во оваа сфера. Штипските пчелари очекуваат една од полошите години. Сега во кошниците има мед колку за прехрана на пчелите. Во кошниците нема мед, празни се ги прехрануваме пчелите. Катастрофално лоша година е за пчеларството, велат производителите на мед во Штипско, кои очекуваат намалени приноси во кошниците доколку следните месеци не се промени нешто. Причината за оваа состојба поголем дел од пчеларите ја гледаат во неповолните временски прилики. Оваа година состојбата за пчеларството е катастрофално, многу лоша. Првата пролет која почна, раното џанката слива која цветеше, беа стварно добри и си планираме, викаме ќе биде добро. Беше тај ден ладен што мразош која фана. Во фана мразо, од тоека назад е се назад, катастрофа. Нема ни храна пчелите да јадат, што имаше мед, се издаваме, што имаме повор, медо собрани, тај го дадеме и тоа изедеа и сите народо сега у јуни месец ти шеќер да стават на пчелите да ги хранат. Тоа е стварно катастрофа. Искусните пчелари велат дека порано во овој период ваделе мед, но оваа година велат дека ќе нема мед колку што извадиле и лани, од 5 до 10 килограми од пчелно семејство. Во време вадеме мед, а сега треба да ставиш храна на пчелите. Толку се слаби што не може да биде тоа. Тоа е не знам каква година е. И планираме сега, од сега натака времето да се затопле, нешто ако се подобрат, за на есен барем за ни да соберат. Оваа година просек, не знам, ќе немаме никаков просек оваа година со мед. Ќе бидеме до есен, не знаеме годината како ќе биде јули и август. Може нешто да соберат за милја, што ние се радуваме за нив да има, да не ги подхрануваме. А ако искараме за нас, добро ќе биде, многу тешко, викам, многу тешко. Негативното влијание на климатските промени се повеќе се чувствува и во пчеларството. Стагнира развојот последниве години, велат пчелари во источниот дел на земјава. Развојот према климата и природата е во мал застој. Ова година мразот не донесе доста незгоди и ошто да сме ние пчеларите како и земјоделците, исто ова е дел од земјоделска дејност. Се надевам че добиеме помош и субвенции што побрзо и што ќе ни помогнат по натамошниот развој. Неколку сезони поред пчеларите прогнозираат слаби реколти во пчеларството. До август, кога почнува новата календарска година, се надеваат дека ќе се промени нешто, бидејќи недостигот на мед ќе се одрази на прехранувањето на пчелните семејства во текот на престојната зима. Сегашната ситуација не ветува многу, исто како и лани, кога поради недостиг пчеларите ја покачија цената на медот. Македонска каменица и општина Лесковац со европски пари ќе реализираат проекти во делот на подобрување на инфраструктурата. Представници на невладиниот инфоцентар од Скопје и Хелсиншкиот комитет реализираат проект за граѓански мониторинг на народниот правобранител. Во Штип, во Фондацијата за развој на локалните заедници, се разговараше со медиумите и граѓанските организации. Нево инфоцентарот работи на проектни активности поврзани со работата и со транспарентноста на народниот правобранител, вклучувајќи ги граѓанскиот сектор невладините организации. Еве Билјана Бејкова, извршен директор на инфоцентарот, кои се активностите и кои се оние главните акценти кои ги вие посочувате? Нево инфоцентарот заедно со Хелсиншкиот комитет веќе неколку месеци интензивно ја мониторира работата на народниот правобранител и она што е нашиот фокус и главната цел е во суштина што е можно повеќе да го доближиме народниот правобранител до граѓаните, да знаат граѓаните кои се неговите надлежности и да можат да бараат заштита на своите права, но од друга страна исто така сакаме да на некој начин да извршиме граѓански притисок врз народниот правобранител да ја извршува своите мандати, својата надлежност во делот на заштитата на човековите права, поинтензивно да функционира како независна и самостојна институција во која што граѓаните навистина ќе имаат доверба и ќе веруваат дека тоа е инстанцата која што може да им помогне во заштитата на нивните права. И токму заради тоа ние во овој период ги посетуваме покрај главната канцеларија која се наоѓа во Скопје и регионални
регионалните канцеларии на народниот правобранител, како што е на пример регионалната канцеларија во Штип. Контактираме со граѓаните, граѓанските организации, медиумите, затоа што сакаме да ги слушнеме и нивните искуства, нивната перцепција за тоа како функционира народниот правобранител и како тој може подобро и поефикасно да функционира. Генерално задоволни си или имат некои замерки? Па од она што, ние сега собираме податоци, информации за искуствата, оно што можеме да го кажеме дека и граѓаните, и новинарите, и воопшто граѓанскиот сектор очекуваат навистина народниот правобранител да биде многу проактивен, да биде активен во заштитата на човековите права, да се наметне како вистинска и да се развија во вистинска независна институција. Хелсински комитет исто така работи на проблемите кои ги засегаат граѓаните невладиниот сектор. На Пировска, извршен директор на Хелсински комитет, еве на кои детерминанти обрнувате внимание и каде го давате вашиот акцент за подобрување на состојбата и на транспарентноста во самото демократско општество? Конкретно проектот на кој што работиме заедно со НВО Инфоцентарот се однесува на транспарентноста, ефикасноста и ефективноста на работата на народниот правобранител. Значи, освен што се обрнува внимание на тоа колку народниот правобранител е достапен до граѓаните, колку знаат за неговите надлежности, исто така се обрнува внимание и на неговите капацитети, односно колку може да стори тој во согласно со надлежностите кои што му стојат на располагање во неговиот закон. Именно со најновите измени во законот, народниот правобранител доби 2 нови надлежности, освен значи предходните кои што се однесуваа на работење по представки од граѓани во речиси сите области, тој сега може и да врши промоција, едукација и воедно е и пријател на судот, што значи дека народниот правобранител ќе може да ги следи судските постапки и да дава пријателски мислења за правната работа во одредени судски постапки. Сега, значи од една страна имате многу добар закон, многу силни надлежности, но од друга страна има многу слаба волја на државата тоа да се аплицира во стварност. Тоа досега го покажуваат нашите наблюдувања, тргнувајќи од фактот дека народниот правобранител се уште нема финансиски буџет и нема доволно средства за да може да вработи доволно луѓе кои што би можеле понатаму да постапуваат, односно да ги спроведуваат новите надлежности. НВО Инфоцентарот и Хелсинскиот комитет денеска во Штип во Фундацијата за развој на локалната заедница, разговор со представници од граѓански организации, со медиумите, со граѓани и се даваше акцент на она што граѓаните сакаат да им се под. Македонско-српска соработка за доброто на граѓаните. Македонска каменица и Лесковац ќе соработуваат на проекти. Двајцата градоначалници сметаат дека имаат искуство за да аплицираат и да добијат средства од фондовите на Европската Унија за реализација на големи инфраструктурни проекти кои ќе го подобрат животот на граѓаните и во двете општини. Градоначалникот на Лесковац од соседна Србија во посета на неколку општини од источниот регион денеска оствари средба со градоначалниците на Македонска каменица и Виница. Градоначалникот на Лесковац Горан Цветановиќ е заинтересиран за соработка со општините од истокот за искористување на средствата од фондовите на Европската Унија. Да размениме од искуства за користење на предпристапните фондови од Европска Унија, кои што исто така ги имаат користено во нивниот град. Разговаравме и за нашето заедничко минато, за познатата битка на говедари, за спомен костурницата која што имаме во село Цера. Цветановиќ вели дека општините Лесковац и Македонска каменица ги поврзуваат заедничката индустрија, спортот, културата, но и историјата. Смета дека соработката може да се продлабочи во заеднички проекти. Скоро сам бил едини делегат Србија у Аустрија у Бејчу, каде смо Пред неколку дена бев еден од делегатите од Србија во Виена во Австрија, каде што ја презентиравме фабриката за прочистување на отпадните води, која ја завршивме со помош на Европската Унија, а исто така и регионалната депонија, па сега нашите искуства ги пренесуваме на општините во Македонија. Цветановиќ вели дека со искуствата општините од двете земји можат да аплицираат и да добијат проекти од Европската Унија, со цел граѓаните на двете земји да имаат подобра инфраструктура. Во општина Пробишти успешно се реализираат бесплатните курсеви за изучување на англискиот јазик од делението за локален економски развој. Проектот го спроведува со волонтерите од Мировниот корпус.
Одделението за локален економски развој во општина Пробишти ги организира бесплатните курсеви по англиски јазик. Интересот од граѓаните е во голема мера, а курсевите се реализираат 2 пати во неделата. Курсевите по англиски јазик течат безпрекорно, имаме голема заинтересираност. Ова е веќе втор месец како течат истиве курсеви. Ќе кажам дека е на задоволство и на барање на граѓаните на општина Пробишти по возрастните. Имаме пауза од 1 месец, а од септември исто планот ни е да продолжиме исто така интензивно. За изучувањето на англискиот јазик во Пробишти би се формирани 2 групи, а курсевите се за основно познавање и напредно изучување на англискиот јазик. Волонтерите од Мировниот корпус секако се задолжени за успешна реализација на курсевите. Овие курсеви се одржуваат 2 дена неделно, имаме 2 групи, едната е за напреден курс англиски јазик, другата е за основен. Курсевите ги одржуваат волонтерите од Мировен корпус, истите се бесплатни, така да на наше големо задоволство и на задоволство на жителите на општина Пробишти, овие курсеви се во тек и ќе продолжат да се организираат и следната година. Одделението за локален економски развој во овој период реализира и други проектни активности поврзани со младата популација во општината, а се реализираат и инфраструктурни проекти. Органското производство се уште недоволно застапено на македонските ниви. Земјоделците потешко можат да добијат сертификати. Велат, тешко се исполнуваат условите. Студентите од Технолошко-техничкиот факултет при УГД Гоце Делчев ги представија своите креации на модната ревија и изложба насловена Во светот на бајките. Летната сцена на Штипската библиотека беше исполнета до последното место. 23 студенти од Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев на летната сцена на Штипската библиотека ги прикажаа своите модни креации во рамките на проектот Во светот на бајките, кој е финансиски поддржан од Министерството за култура. Менторката, а воедно е асистент на Штипскиот Технолошко-технички факултет, Сања Ристески, вели дека инспирацијата на студентите за креирање на своите модни креации ја најдоа во познатите светски бајки. Работиме на проект на тема Во светот на бајките. Како инспирација ги користевме сите светски познати бајки, приказните на браќата Грим, Дизнеевите приказни Алиса во земјата на чудата и така натаму. И од сите тие бајки си создадовме една наша бајка, наша приказна. Студентот Стефан Максимов забележува дека модната ревија е можност за публиката да види што тие научиле и да ја видат нивната креативност. Па во исклучително значење, особено затоа што работиме на малку поспецифични модели кои што не се застапени до сега, ниту се до сега некако да кажам биле тренд. Максимов забележува дека неговата идна професија има иднина во градот на текстилот, но потребен е максимален ангажман за да се има успех како моден креатор или инженер во текстилната индустрија. Студентите кои ги покажаа своите креации на модната ревија годинава без проблеми ја реализираа, бидејќи финансиската поддршка од Министерството за култура им даде можност без проблеми да ги бираат материјалите со кои ги правеа своите креации. Деканот на Технолошко-техничкиот факултет Винета Сребренковска забележува дека студентите пред се добро обучени инженери на кои што им е развиена и креативноста, а кој како кадар може да одговори на текстилниот сектор. Можам да кажам дека имаме се повеќе интерес за ваков кадар од текстилните компании и во регионот и пошироко, така што програмите веќе ги реорганизираме да има поголем дел на практична настава застапена во нашите програми. Според анализите на Технолошко-техничкиот факултет, 80% од завршените студенти веднаш наоѓаат работа во домашните, но и странските компании. Во рамките на модната ревија Во светот на бајките, осврт на литературата за деца даде и универзитетскиот професор Весна Мојсова Чепишевска. Се уште е мал бројот на земјоделци кои практикуваат органско производство. И покрај повисоките субвенции и поддршката во делот за покривање на дел од трошоците за добивање на сертификати, бројот не се зголемува. Во Штипско најголем дел од органските производители се сточари.
Потешко до сертификати за органски производител на храна, поради неможноста да ги исполнат условите, земјоделците се откажуваат од овој начин на производство. Велат, процедурата е долга и тешка. Имам поднесено до Министерството за земјоделие за да ми дадат сертификат за органско. Арно му требало 12 км од нивата што се саде друга култура слична да нема. Што значи, у овој случај не може да ми дадат сертификат. Европскиот пазар бара здрава храна за која е обезбеден пласман, затоа земјоделците доколку сакаат да го решат проблемот со извозот на производите, ќе мора да се прилагодат на овој начин на производство, порачаа експертите. Имаме и добра палета на биолошки ѓубрива, кои што може да се користат во прихранувањето на земјоделското производство. Сето тоа надополнето со арското ѓубре од сточарска фарма, кој што е во органско производство, нуди можност за производство и на растителни органски производи, со што ќе се постигне целта, а тоа е да имаме производи за во свежа состојба за консумација како органски. Тие производи знаете дека имат дополнителна вредност и дополнителен квалитет кој што Западот многу го цени, ние за жал се уште не го ценим. За органското производство се предвидени повисоки субвенции, олеснување во делот на добивањето на сертификатите и покривањето на половина од трошоците. За органските производители се предвидени и средства за користење на екојобрива. И покрај ова, бројот на органски производители во Штипско се намали. Најголем дел од органските производители се сточари, а во градинарството речиси го нема. Во последниот извештај на Европската комисија за органското производство се посочува дека се очекува зголемување на сертификацијата, но и дека треба да се заострат мерките на контрола за да се обезбеди органски квалитет потребен за извоз. Во земјава органското производство е застапено на нешто повеќе од 3000 хектари, а со органско производство се занимаваат околу 500 земјоделци. И на крајот спорт, кикбоксерите на Гладијаторот Штип освоија вкупно 7 медали на државното првенство што се одржа во Скопје, а најдобрата членка на клубот Гладијатор, Јована Арсова, на 15 јуни ќе настапи на светскиот куп што ќе се одржи во градчето Римини, Италија. На државното првенство што се одржа во Скопје покрај останатите настапи членовите на кикбокс клубот Гладијаторот Штип. Тие се представија во одлично светло и постигнаа забележителни резултати. Освоени се вкупно 7 медали, од кои 4 златни, 2 сребрени и 1 бронзена медалја. Златни медали освоија Јована Арсова во дисциплината кик лайт минус 55 кг, потоа Славче Арсов кик лайт минус 74 кг, Никола Нацев кик лайт плюс 55 кг и Антонела Стојменовска минус 55 кг јуниор од Македонска Каменица. Сребрени медали во своите дисциплини освоија Благојте Стојанов и Јован Данилов, а бронзен медал освои Бобан Јосифов. Според информациите од тренерот Шено Ласанов, една од најдобрите надпреварувачки во Македонија, Јована Арсова ќе патува за Италија, каде што на 15 јуни во градчето Римини ќе се одржи светскиот куп во кикбокс. И ја следевте вторничната информативна емисија на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Довидување.